Господине Блажевски, со оглед на тоа дека сме на крајот од годината, кои се вашите првични анализи од изминатава туристичка сезона? Анализите се позитивни, може слободно да кажеме дека имаме и раст од минатата година, како по број на ноќевања, така и по приходи. Очекуваме да истиот тој раст проложи во идната година. 2019 година се најавуваше како година каде во Македонија ќе престојуваат околу 1 милион туристи. Реални ли се ваквите очекувања? Многу се реални за овие капацитети постоечки што сега ги имаме, но да спомнеме дека 1 милион гости не е некоја огромна бројка за да бидеме задоволни и да застанеме тука. Тоа е само еден почеток дека да имаме раст во последните години, тој раст треба да биде во континуитет и да бидеме среќни кога ќе стигнеме до 1,5 милиона или 2 милиона гости. Дали стравувате од потребата за ребрендирање на Македонија како туристичка дестинација при евентуалната промена на името во Северна Македонија? Во текот на неколку сезони дека тоа ќе биде добро познато и можда веќе кај што ќе бидат некои работи расчистени, ќе може да се добие и маркетиншки потек на подобро запознавање на оваа област. И за крај се наближуваат новогодишните празници, ќе бидат ли Охрид и Струга полни за нова година? Секако дека имаме барања, најмногу бројни ќе ни бидат оваа година поново Бугарија. Да спомнеме дека имаме нешто гости од Црна Гора, Србија и Албанија. За Божикот пред нова година исто така традиционално имаме гости од Грција. Така да таа недела, дена 10 дена ќе бидеме добро исполнети. Господине Блажевски, благодарам за интервјуто за Гласот на Америка.